Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Прегледност на посланието до римјаните. Не е чудо што Мартин Лутер, реформатор во 16 век, се обратил благодарение на оваа послание или писмо. Тоа има силна содржина, која му дава јасна прегледност на читателот како и на кој начин да го добие спасението. Да го разгледаме накусо. Како настанало посланието до римјаните и која е неговата главна цел? Автор. Посланието до римјаните, првата глава, првиот стих, означува дека апостол Павле е автор на самото послание до римјаните. Гледано генерално, Павле пишувал под дејство и инспирација на Светиот Дух, што значи автор е Бог. Меѓутоа, писател на оваа послание и автор е апостол Павле. А во Римјаните 16 глава 22 стих укажува дека Павле имал писар, кој се викал Терције, кој ги запишувал неговите размислувања и Божи зборови. Кога е пишувано? Време. Посланието до римјаните е напишано најверојатно помеѓу 56-та и 58-та година од нашата ера. Целта на пишувањето. Како што е случај со сите Павлови писма упатени кон црквите, неговата цел му била да ја навести Христовата слава во неговата наука и да ги изгради и охрабри верниците кои ќе го читат ова послание. Павле посебно се грижел за оние во Рим, кои биле Божи миленици, избраници, повикани да бидат свети. Римјаните, првата глава, 7 стих. Тој имал посебна љубов кон римјаните, а и самиот тој бил римски граѓанин. Преку ова писмо, тој им се представува како апостол и сака да ја продлабочи нивната вера и да го објасни Божиот спасителен план. Кои се клучните стихови кои ни покажуваат важноста на оваа послание? Римјаните, првата глава, 16 стих, Павле вели: "Зашто јас не се срамам од Евангелието, од добрата вест, бидејќи тоа е Божја сила за спасение на секој кој верува, прво за јудеецот, а потоа и за елинот." Тука Павле, во овој стих, ја истакнува важноста за проповедање на самото Евангелие кое има сила за спасение и кое ги опфаќа сите народи. Во Римјаните, третата глава, 9 и 11 стих, тој вели: "Што тогаш? Дали имаме предност над другите народи? Никако, зашто веќе ги обвинуваме и јудејците, и елините дека се сите под грев. Како што е напишано: нема никој праведен, нема ниту еден, нема разумен, нема кој да го бара Бог." Тука Павле во овој стих ја истакнува важноста да каже дека и јудејците, и другите народи се подеднакво грешници и никој не е во некоја предност во поглед на спасението. Во Римјаните, третата глава, 21 стих, "А сега, независно од законот, се јави Божјата праведност, за која сведочат законот и пророците." Тука Павле ја истакнува Божјата праведност, која се откри во Исус Христос независно од законот. Тоа е и исполнување на онае што е запишано во Стариот Завет. Понатаму клучни стихови во оваа послание се и овие. Римјаните, третата глава, 23 стих. "Зашто сите сгрешија и им недостасува Божјата слава." Тука Павле во овој стих конечно ја истакнува грешноста од Адам и Ева и нема ниту еден морално чист човек. Сите сме загадени од гревот. Ние сме наследници на гревот на Адам. Во Римјаните, петата глава, 8 стих е запишано: "Но Бог ја покажа својата љубов кон нас со тоа, што Христос умре за нас додека уште бевме грешници." Тука Павле во овој стих ја истакнува Божјата љубов која доаѓа до израз во Христос.
Христос умре за грешници, а не за праведници. Таа љубов е несватлива за нас. Како е можно вечниот Бог да биде жртва за грешници? Понатаму Римјаните 6 глава 23 стих. Зашто смртта е плата за грев, но благодатниот Божи дар е вечен живот во Исус Христос нашиот Господ. Тука Павле во овој стих ги опишува последиците од гревот. Смртта е последица на тој грев што го наследивме преку Адам. Понатаму клучен стих во ова послание е и Римјаните 8 глава 9 стих. Но вие не сте во телото, не сте во Адам, туку во духот, ако Божиот дух навистина живее во вас. Но, ако некој го нема Христовиот дух, тој не е негов. Тука Павле, во овој стих, го нагласува водството на Светиот Дух на сите оние кои станале Божи деца. Условот дека некој му припаѓа на Бог е ако го има Светиот Дух. Без Светиот Дух никој не може да се нарече христијанин. Потоа имаме во Римјаните 8 глава 28 стих. Павле вели: но знаеме дека сите работи судејствуваат за добро на оние кои го љубат Бог, кои се повикани по неговата намера. Тие што му служат на Бог имаат предност над тие што не му служат на Бог во тој однос што на верниците сите нешто им одат во прилог. Ако дури и страдат, тие во тоа го прославуваат Бог и Бог ја благословува нивната издржливост и пак им оди во прилог. Потоа имаме Римјаните 8 глава 38-39 стих. И тоа е клучен стих во ова послание. Зашто сум уверен дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни сегашноста, ни иднината, ни силите, ни височината, ни длабочината, ниту некое друго создание ќе може да не одвои од Божјата љубов која е во Христос Исус нашиот Господ. Павле тука во овој стих или во овие стихови ја истакнува сигурноста на нашето спасение. Нема дилема дека спасението што сме го добиле и љубовта кон Бог што ја имаме ќе ни даваат сила да издржиме до крај, без да се колебаме. Нема поголема сила од Божјата љубов во Исус Христос нашиот Господ. И уште неколку стихови, како главни клучни во оваа послание, се 10 глава 9 и 10 стих. Павле зборува за верата. Зашто ако со твојата уста исповедаш дека Исус е Господ и ако во твоето срце поверуваш дека Бог го воскреснал од мртвите, ќе бидеш спасен. Зашто со срцето се верува за праведност, а со устата се исповедува за спасение. Тука во овој стих Павле го истакнува лесниот начин на спасение. Исповед со устата дека Исус е Спасител и вера со срцето дека тој воскресна од мртвите. Тоа е доволно да се спаси човекот од проклетството на гревот и на смртта. Потоа Павле од 12 глава, првиот стих до 16 дава практични примери. Практични примери како да се живее и на кој начин да се застапува Божјата праведност. Павле вели: затоа ве молам, браќа, заради Божјата милост, да ги принесете вашите тела во жива жртва, света и угодна жртва на Бог. Тоа да биде вашата разумна служба. Тука Павле во овој стих ја истакнува важноста од служење. Кога некој е спасен по Божјата милост, тој сега му служи на Бог и со целосна предаденост. Тоа го прави од љубов, како што Бог го направи за нас, жртвувајќи се сами од себе. Во Римјаните 12 глава, 19 стих вели: не одмаздувајте се за себе, возлюбени, туку давајте му место на Божјиот гнев, зашто е напишано: одмаздата е моја, јас ќе ја отплатам, зборува Господ. Павле тука во овој стих дава практични примери да не се одмаздуваат верниците на нивните хулители, прогонувачи заради верата. Христијанството има непријатели, но тоа е доказ за нивна пропаст, а за наше спасение. И во Римјаните 16 глава 17 стих Павле пишува следново: ве молам, браќа, чувајте се или пазете се од оние
кои прават раздори и соблазни против науката, против учењето, која вие ја научивте, и отстранувајте се од нив. Павле во овој стих ја советува црквата да се чуваат и од лажни учења кои немаат Божја благодат во себе, туку се повикуваат на обреди и закони или имаат легалистички дух кој прави штета на верата. Заклучокот е овој. Павле се восхитувал што може да и послужи на црквата. Ова послание Павле го напишал од Коринт уште пред да тргне на патување за Ерусалим, кој со себе носел и дар на тамошните сиромашни верници. Тој имал план да отиде и во Рим, а оттаму да замине и за Шпанија. Во Римјаните, 15 глава, 24 стих, но овој план не му успеал бидејќи во Ерусалим го фатиле. Тој сепак на крајот се нашол во Рим, но не како слободен, туку како затвореник. Ова писмо најверојатно го однела Фива, која била член на црквата во Кенхреа, близу до Коринт. Римјаните, 16 глава, 1 стих е запишано тоа. Посланието до римјаните првенствено е дело од доктринарна природа и можеме да го поделиме на 4 делови. Потреба за праведност, добиена праведност, потврдена праведност и практична праведност. Главната тема на ова послание е очигледна – праведност, спасение преку вера. Павле, кој беше воден од Светиот Дух, прво ги осуди сите луѓе дека се грешници и ја истакна својата приврзеност да го проповеда Евангелието на сите народи. Тој воопшто не се срами од него, тоа е Божја сила за спасение на сите. Посланието до римјаните зборува за Бог, кој е тој и што направил. Тој ни зборува за Исус Христос и за неговата смрт. Ние предочува вистината за нас самите и какви сме без Христос и што стануваме откако ќе го предадеме нашиот живот во неговите раце. Павле тврди дека животот на луѓето не е можно прво да се среди пред Бог, а потоа да се дојде кај него. Туку ги повикува да дојдат такви какви што се грешници, бидејќи не можат поинакви да бидат и тогаш животот ќе се среди, каков што Бог го сака. Христос умре за нас уште додека бевме грешници. Која е врската? Павле во посланието до римјаните користи неколку старозаветни личности и настани како илустрација за големите вистини што сака да ги истакне. Авраам верувал и тоа му се припишува за праведност пред Бог, а не врз основа на делата на луѓето. Тоа е запишено во 4 глава. Тоа истото го потврдува и со Давид. Блажени се тие чии што беззаконие се опростени и чии што гревови се покриени. Павле го спомнува и Адам, за да ја објасни науката за наследниот грев, а потоа го користи настанот за Сара и Исак, синот на ветувањето, за да каже дека христијаните се деца на ветувањето според Божјата благодат преку Христос. Во 9 до 11 глава Павле зборува за израелскиот народ кој не е отфрлен од Бог, иеко го отфрли на почетокот. Тоа е Божји план за да се спасат и другите народи кои не се од кругот на израелците. И конечно имаме практична примена. Посланието до римјаните јасно ни кажува дека не можеме ништо да допринесеме за нашето спасение. Секое наше добро пред Бог е како извалка на облека. Човекот е мртов во своите гревови престапи и само Божјата благодат може да го спаси мртвиот и безнадежниот човек. Бог го даде својот син токму за таа цел, да умре за нас и преку него да ги добиеме сите привилегии што ни се подарени преку Христос. Кога некој ќе се покае, тој ќе го прими Светиот Дух и ќе се раководи според неговата волја. Ако Исус го исповедаме и веруваме дека Бог го воскресна од мртвите, добиваме спасение и стануваме нови личности, наново родени, за нов живот. Животот веќе не е наш, туку му припаѓа нему, на Бог. Нашата најголема желба е да му угодуваме на Бог и само нему да му служиме. Тоа го правиме од добра волја, заради големото спасение што го добивме. Нему слава во сите векови. Амин.